Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Во време кога имаме најмногу информации за здравјето, се повеќе мајки велат дека немаат доволно млеко за доење. Дали навистина женското тело денес ја губи способноста за доење или сме сведоци на генерација мајки оставени без доволно поддршка, знаење и самодоверба? Оваа дилема денеска ќе се обидеме да ја разрешиме со Јасна Апостолски Николов, меѓународен сертифициран консултант за доење и сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници, воедно и медицинска сестра. Останете на Телма, денеска имаме интересна тема, а ќе ги очекуваме и вашите прашања и размислувања на оваа тема. За доењето денес зборуваме во магазинот за родителство 0+ месеци и ја отвораме дилемата зошто толку мајки мислат дека немаат доволно млеко за да дојат. Гостинка во студиото ни е Јасна Апостолски Николов, меѓународен сертифициран консултант за доење, сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници и медицинска сестра. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Се почесто можеме да слушнеме како жени велат дека нема доволно млеко за доење, а при тоа знаеме дека нашите баби, прабаби доеле со години и тоа во многу полоши услови. Што се промени во меѓувреме? Хронолошки, ако се вратиме наназад, најпрво, јас како пример секогаш им го давам твоево прашање, само да размислат зошто нашите мајки и баби доеле, а зошто кај нас води процесот потешко. Тоа е еден физиолошки процес на кој што му треба еден период од 4 до 6 недели да се развие. Самиот процес, развојот на лактација, значи што почесто празнење на градата, тоа побрза и подобра стимулација. Тука во целиот тој период маркетингот на суплементи за замена на адаптирано млеко завзема се поголем замав. И никако мајките мислат дека е многу полесно ако даваат адаптирано млеко или едноставно ако не се доволно информирани во текот на бременоста како се развива овој процес, тогаш посегнуваат по шишето, мислат дека честите подои значат всушност дека мајката нема доволно млеко. Кога ќе дадат шишенце со адаптирано млеко, бебето е задоволно и тогаш веќе почнуваат полека да го оддалечуваат бебето од града. Наместо да имаме развој на целиот процес, ние всушност не доаѓаме ни до моментот кога почнуваме да го развиваме. И затоа многу често се случува да оние што во првите денови викаат немав доволно млеко, се префрливме на адаптирано млеко и сега јас кога имам консултации, кога работам со нив, секогаш им го наведувам тоа како пример. Зошто нашите мајки и баби доеле? И тогаш бил процентот на доење многу поголем за разлика од сега. Бидејќи на секое заплачување на бебето го ставале на града. Целиот тој хормонски процес влијае да што е почеста стимулацијата, толку побрзо се добива сигнал за да се развие целиот тој процес. Што велат статистиките? Колкав процент од жените едноставно физиолошки не може да постигнат лактација? Физиолошки не можат да постигнат лактација 1 до 5% од жените. Тие студии се и од многу одам направени. Има една многу стара студија од 1990 година во која што се испитувани околу 300 жени, од тие 315% не можеле да дојат и покрај поддршката од стручни лица. Значи тука веќе они имале некој кој што ги води во целиот тој процес, меѓутоа сепак не успеале да дојат. Има одредени фактори кои што можат да влијаат, нормално, можеби некоја здравствена состојба на мајката која што не дозволува да целиот тој процес се развие или едноставно помалку жлездено ткиво кое што едноставно не може да произведе доволно мајчино млеко. Но тоа се многу ретки случаи. И јас во мојата пракса имам многу малку такви случаи каде што и покрај сите напори не сме успеале да воспоставиме доење или ексклузивно доење до 6 месеци. Јасно, што велат статистиките колкав процент од жените пак дојат? Тоа е поразително. Многу е мал процентот. 2023 година беше 23%, 2024 година е 27%. Тоа е, да речеме, еден многу низок процент за, јас себе споредувам со моја работа и гледам дека имам доста консултации, имам многу мајки кои што сакаат да дојат, меѓутоа тоа е само едно мало парче во целата наша земја. И можеби и затоа, баш вчера на една консултација, една мајка ми вели, ние сме среќни што ти имаме во градов, тие што се од подалечните градови те немаат. Иако и онлайн консултациите некојаш знаат да помогнат, меѓутоа сепак поддршката им е потребна за да можат да го развијат целиот тој процес, да
бидат со малце повеќе самодоверба, за да после 6-8-та недела видат дека целиот тој труд се исплател. За жал, иако е нормален физиолошки процес, сепак има многу потешкоти и треба да се надминат за да можеме да достигнеме едно ексклузивно доење. Дали е потребна правилна стручна поддршка и помош уште во породилиштето? Да, потребна е. Консултантите за доење, всушност IBCLC е професија. Сертифициран меѓународен консултант за доење. И во родилиштата ширум светот, во секој родилиште има таков консултант, консултанти, или барем еден, ако се поброи во државата помалку. Може и да не се во толков број консултанти, меѓутоа да се барем едуцирани за да можат правилно да им помагаат на мајките во родилишта. Тоа е првата линија каде што им треба таа стручна помош. Еве, јас ќе кажам од искуство. Јас имам трудници кои што ги посетуваат часовите за психофизичка подготовка на трудници и таа информираност и запознавање со целиот процес во текот на преминоста и доста им помага, за да знаат со што ќе се соочат во првите денови после породувањето. Во родилиштата можат да добијат различни совети. Една сестра вика ќе ми каже вака, друга сестра ќе ми каже така. Тоа е се заради тоа што кај нас здравствениот персонал не е доволно едуциран на оваа тема, за жал. Потоа следува, наредната линија, тоа е патронажната служба, каде што исто така сметам дека треба да им се посвети малце поголемо внимание. Нормално тие се многу малку по број, јас многу често се сретнувам со нив и кога ќе ми кажат на кој регион колку патронажни сестри работат, не можат едноставно да ги покријат сите доилки, меѓутоа и за нив споредбено со порано, сега исто така треба да има континуирана едукација на ова поле, бидејќи науката за доењето во континуитет се надоградува. Се испитува, се истражува, се прават студии и затоа и нашиот сертификат не е постојан. Че ти можеш да го обновуваш. Помошта им е потребна, поддршката им е потребна, меѓутоа треба да се едуцира здравствениот персонал, бидејќи има многу случаи каде што заради несоодветна помош, поддршка, погрешна информација, може да дојде и до престанок на доењето. Сериозна е таа едукација што добива консултантот за доење? IBCLC, да, тоа е една сериозна едукација која што е и долготрајна, не е едноставна, не е некој обичен курс, него е буквално еден цел процес низ кој што можеш да поминеш за да можеш да дојдеш до сертификатот. Еве, јас сум медицинска сестра и работам 26 години, меѓутоа тоа што јас го имам поминато во моето образование и во средно училиште и на факултет, нема ни 5% од она што го учев кога се спремав за испитот за IBCLC. Во овој регион, каде најдобро функционираат оние здруженија на консултанти за доење, за лактација? Еве да речеме на просторите на бивша Југославија имаме здружение во Хрватска. Рода? Рода е невладина организација која што го поддржува доењето. Во Хрватска има здружение на IBCLC консултанти за доење и во Словенија има. Сега е основано и во Босна, таму се веќе 2 консултантки за доење, па да се надеваме дека и во нашава држава еден ден ќе успееме да основаме здружение каде што ќе бидеме по број повеќе за да можеме да покриеме поголем дел од доилките. Дали формата, обликот на дојката има некаква поврзаност со капацитетот за производство на мајчино млеко? Науката вика едно, праксата вика друго. Прво да го разјасниме митот. Мали гради нема млеко, големи гради треба да има многу млеко. Тоа апсолутно не е точно, бидејќи ни е потребен капацитетот на жлездено ткиво, бебе кое што цица и го активира цел тој хормонски процес. Има многу жени кои што дојат и на една града. Секогаш физиолошки едната произведува повеќе млеко од другата, таа компензира. Тоа е тоа мајка природа што викаме дека секогаш се што е потребно за бебето, самиот организам може да произведе. Јас сега во моментов имам една мајка која што баш ми е предизвик и гледам дека колкава е желбата кај мајките да дојат, која што има само една града и сака да дои, има бебенце. И мислам дека ќе успееме бидејќи се труди и со ми поддршка во целиот тој процес. Меѓутоа, во науката вика, можеби, една форма на гради, тоа се тубуларните гради, дека нема доволно жлездено ткиво и дека
не би произвеле доволно млеко за да се постигне ексклузивно доење. Може би постигнале одреден процент, меѓутоа не е ексклузивно доење, меѓутоа мојата пракса вика дека па не е секогаш така. Јас кога ќе ги забележам таквите гради ке мајката, не го кажувам тоа во првиот момент, бидејќи не сакам да ги обесхрабрам. Чекам да видам како ќе ни оди развојот на процесот и многу во поголемиот дел од случаите сме успеале да постигнеме ексклузивно доење. Кога веќе ќе дојде моментот на одвикнување, тогаш ќе кажувам што сум размислувала и што на почетокот сум мислела дека ќе се случува, дека нема да дојдеме до овој момент, но дека сепак целиот труд и сето тоа што она го правела, успеала да постигне ексклузивно доење барем до 6 месеци. И само да им појасниме на гледачите дека ексклузивно доење е доење на бебето во првите 6 месеци. Да. Значи во тој период бебето само цица, не се додава ниту млеко, ниту никаква храна. Ниту никаква храна. Така, сега ниту чај, ниту вода. Ниту чај, ниту вода. Да. Да, исто тука има бројни размислувања и митови поврзани со ова, но во некоја друга емисија сега ќе се задржиме на тоа зошто некои жени велат дека млекото, на пример, им пресушило преку ноќ. Дали е тоа можно поради стрес да снимат млеко одеднаш? Велат се беше во ред и преку ноќ нешто се случи. Кога телото е во реакција на стрес, хормонот кортизол е во високи вредности, висока над сите референтни вредности. Тој ги супримира другите хормони, пролактинот, окситоцинот, кои што учествуваат во продукцијата на млекото. Во таков момент може моментално не се намалува продукцијата, туку едноставно не може да се ослободи млекото од млечните клетки во млечните каналчиња. Со самиот момент кога целата таа реакција на стрес попушта и полека се враќа во нормала. Така да они можат да забележат помал рефлекс на исфрлање на млеко, ако земат пумпа да молзат, па во таква стресна ситуација ништо нема да добијат на пумпата и тука веќе ги фаќа паника дека едноставно млекото го снемало преку ноќ. Одеднаш така не може да го снема млекото, туку може само да се намали рефлексот на исфрлање на млеко како реакција на стрес заради зголемени вредности на кортизол. А при регулација на менструалниот циклус, дали може да се намали или пак сосема да исчезне мајчиното млеко? Сосема да исчезне не, има доста од доилките кои што набрзо добиваат циклус. Во деновите пред да добијат циклус се случува исто така да има намалена продукција на млеко. Сега првиот пат кога ќе добијат циклус, они никогаш не знаат кога тоа се случува и кога веќе ќе дојдат до тој момент и кога ќе приметат дека нешто се случува или бебето реагира тие денови понервозно, повознемирено кога цица, за неколку дена веќе гледаме што било причината, па јас секогаш им велам тој датум да си го запомнат и секој нареден месец има одредени суплементи кои што се пијат неколку дена пред датумот за добивање на циклусот и неколку дена по датумот. Иако се случува да речеме овој месец да има циклус, нареден месец да нема, меѓутоа хормоните во тој период си работат и ние сепак треба да го одржуваме тоа ниво нивно за да не ни падне повеќе продукцијата на млеко. Многу жени имаат сомнеш. Дали нивните дојки излачуваат доволно мајчино млеко, па се обидуваат да издојат, да измолзат и ќе видат 10-20 милилитри. Дали издоената количина на млеко е всушност јасен показател за количината на млеко што се наоѓа во дојката? Не. Пумпата ни е само помагало во одредени моменти кога треба да стимулираме да биде дополнителна стимулација покрај бебето. Или кај мајки на предвремено родени бебиња, додека бебињата се уште во родилиште на интензивна нега, они веќе си доаѓаат дома па да ја користат како помагало. Меѓутоа мајка која што дои, ако сака да измолзи за да види колку бебето испило, iscicalo од градата, тоа е неспоредливо, бидејќи самата пумпа на еден начин вади млеко од градата, самото бебе на сосема друг начин вади млеко од градата. Всушност, плунката на бебето е она која што го активира целиот тој хормонски процес. Ние ке пумпата ја немаме плунката на бебето. И затоа не може да се споредува и не треба да се споредува, затоа што јас исто и низ пракса видов дека има гради кои што на пумпа никогаш капка млеко не дале. Бебето цица одлично и напредува одлично. Тоа е физиологија. Едноставно самата града се прилагодува на бебето, реагира на плунката и го поттикнува целиот тој
хормонски ланец. Како Многу реагира на често- плунката? Плунката е таа која што го стимулира окситоцинскиот рефлекс. Окситоцинот делува на пролактинот. Пролактинот, млекото што веќе го имаме складирано во млечните клетки. Пролактинот поврата на окситоцинот, окситоцинот ги отпушта мускулчињата на клетките и млекото оди во млечните каналчиња. Велате дека составот на мајчиното млеко се менува наутро, навечер, кога бебето е болно Да. и слично. И сега што е со оние жени кои што го хранат бебето само со измолзено млеко? Треба ли да внимаваат во кој дел од денот издоиле? Каква комбинација на млеко да дадат? Они секако дека треба да внимаваат, меѓутоа ако ни затреба, јас секогаш им велам ќе извадиш и од попладневното, ќе го дадеш са бајле. Не е спорно, меѓутоа во утринските часови мајчиното млеко е побогато со кортизол. Во попладневните часови после 18 часот мајчиното млеко е побогато со мелатонин, хормонот кој што нели делува на успивање кај и кај бебето, па и кај нас возрастните. Ако го измолзуваме млекото, тогаш треба секогаш да пишуваме на кесичката дали е измолзено од сабајле или е измолзено попладне, чисто за да знаеме кое млекце би го дале. Секогаш им велам и да даете од попладневното на сабајле, ако е поспано, барем ќе знаеме од што е поспано. Составот на млекото се менува и во текот на подојот, се менува и согласно возраста на бебето, се менува и кога бебето е болно. Значи, тоа е еден таков физиолошки процес кој што ништо друго не може да го замени и затоа мајчиното млеко ни е уникатна исхрана и најдобра исхрана за бебето. Се повеќе мајки дојат, односно ќе охранат нивното бебе со измолзено, со издоено млеко. Зошто тоа се случува? Зошто не успеваат да го воспостават процесот на доење и применуваат кон овој процес на измолзување кој што воопшто не е едноставен? Не е едноставен. Јас тие мајки Јас велам, тоа се мајки херои. Да, јас така исто ги нарекувам, тоа се мајки херои бидејќи они живеат со еден распоред во текот на денот. Во континуитет да можат да се измолзат, во континуитет, значи да кога јас викам кога излегувате да шетате, значи вие треба точно да имате определен распоред кога треба да се вратите за да може да се измолзите за да му дадете на бебето. Се случува во одреден временски период да ги фати паника, дали јас секогаш ќе имам волку, дали јас секогаш ќе обезбедам волку, дали оваа стимулација ќе биде доволна. Има мајки кои што и по една година молзат и даваат измолзено мајчино млеко. Зошто не се воспоставил процесот, тука многу фактори можат да бидат причина. Дали едноставно не успеала убаво да го намести на града првите денови, или успевала да воспостави доење контакт меѓу нејзе и меѓу бебето, меѓутоа напредокот можеби бил послаб во првите недели и тука од страв, нели, кога ги носат на контроли, на редовни контроли, ако им кажат дека бебето помалку напредува, они почнуваат да се издојуваат и почнуваат да даваат измолзено мајчино млеко. И така веќе влегуваат во тој зачаран круг. Кај некои тоа трае до 9-10 месеци, па и до година. Некои втората, третата недела веќе гледаат дека станува мачно, размислуваат што ќе се случува понатаму и ако излезат да шетаат, значи они треба за 2-2,5 часа веќе да се вратат, за да може мајката да издои за наредното хранење на бебето и тука веќе почнуваат да бараат помош како сега да го вратиме бебево на града. Затоа што веќе знаат дека ќе биде многу полесно така и едноставно ќе функционираат многу полесно во секојдневието. Дали секој плач на бебето значи глад? Не. Бидејќи знае околината да каже детето ти плаче, гладно е. Да. Немаш доволно млеко. Секогаш новите родители плачот на бебето го поврзуваат со глад. Јас секогаш на мајките им викам да си го следите инстинктот, бидејќи вие сте цел ден со бебето дома. Оние кои што доаѓаат, баби, тетки, војни, на помош во текот на денот, они го гледаат многу краток временски период. Мајката веќе после неколку дена почнува да го разликува плачот. Дали е стварно плачот за глад, дали е плачот што можеби го боли стомачето, дали му се спие. Но како и да е, мојот совет секогаш е, кога и да заплаче бебето, ставајте го на града. Градата не му е на него само место каде што се храни, туку тоа му е комфорт зона каде што се смирува. И затоа е, нели, ем ќе ни помага во стимулација и поврз развој на процесот, ем ќе си биде мирно бебе. Што ако бебето постојано сака да биде на дојка?
Дали тоа значи повторно дека нема доволно млеко или пак Не, има потреба од контакт? Едноставно има потреба од контакт, особено во тие периоди кога се скоковите во развој, сигурноста си ја бараат во мајката и они бараат многу често да се награда. Ако добро напредува, ние не можеме тоа да им го скратиме. Едноставно бебето е така помирно, целата атмосфера во домот е многу помирна и нема зошто да ви велиме на мајката дека не треба да го става награда. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна. Ги очекуваме вашите искуства со доењето, но и секако поставете прашање кој што се однесува на денешната тема. Ние продолжуваме јасно понатаму што значи да се понуди адаптирано млеко во првите денови по раѓањето, дали тоа ќе влијае на лактацијата и на продукцијата на мајчино млеко? Кога има потреба да се понуди, нормално дека треба да се понуди, меѓутоа, да не, јас сум многу против тоа да се дава, меѓутоа има ситуации каде што имаме малку подоцнежен развој на лактација, а мајката при тоа сака да дои. Нас консултантите за доење стално не викаат вештери дека не им даваме иш да даваат адаптирано млеко, меѓутоа кога треба да се даде, ќе дадеме, меѓутоа секогаш советот мој е да не се следат мерките кои што ги пишува на кутијата за адаптирано млеко, бидејќи тие мерки се за деца кои што ќе бидат исклучиво на адаптирано млеко. Бебе кое што сакаме да дои утре, треба да додаваме количина колку што му собира желудничето. Тоа е некаде сигурно половина од онаа доза која што ја пишува на кутијата за адаптирано млеко. Но тоа треба да биде ептен во екстремен случај кога навистина гледаме дека и е нервозно, и е плашливо, и мајката се направила и едноставно после некој подој мора да додаде малку. Ако додаваме така помалку, успеваме во целиот тој развоен процес да избалансираме за да и развиваме лактација, а при тоа и да бебето не е гладно. А ако даваме поголеми количини, како што ги пишува на кутијата на адаптираните млека, тука веќе него ни развиваме процесот на лактација. Зошто? Затоа што, да речеме, ако на новороденче старо 5-6 дена, ние му дадеме 60 мл адаптирано млеко, при тоа мајката претходно го ставала да цица, тогаш тоа е количина која што веќе задоволува 2, па можеби и до 3 негови оброци. Сметајќи дека бебето истицало 20 до 30 мл, ние му додаваме уште 60 мл. Тоа се 90 мл во период кога желудникот му собира во просек околу 50. И тука веќе адаптираното млеко кое што се вари подолг временски период го држи сито многу подолго, 3 до 4 часа. Нас во тие 3 до 4 часа ни треба стимулација на градата минимум 2 пати. Што значи дека ние губиме стимулацијата на градата, односно бебето нема да цица бидејќи бебето спие. Не е гладно. И наместо да го користиме бебето како стимулација, мајката почнува да се молси. И тука веќе го застануваме целиот процес, затоа што ако треба во просек да имаат 8 до 12 подои, новороденчињата во првите денови имаат 12 до 18 подои. И тоа е секојдневието на една мајка доилка, затоа што тоа е потребно за развојот на целиот тој процес. Физиолошки треба тоа да се случува за да се развие лактацијата. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавуваме од Велес. Така. Имаме новороденче. Така. Мајката го дои. Меѓутоа, детево многу грчеви има и многу плаче. Не се одмолзува, него директно си го дои. Така. И што можеме да превземеме за да избегнеме тие грчеви на бебето? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали доените бебиња имаат почесто грчеви од оние кои што се на комбинација мајчино млеко и адаптирано или обратно? И има ли начин да се избегнат? Грчевите или коликите кај бебињата се една нерешлива мистерија, бидејќи немаме точно позната етиологија, меѓутоа секогаш гледаме да ја елиминираме причината. Ако бебето е на доење и е директно на града, едноставно треба трпение да созрее дигестивниот тракт за да може поинаку да се вари мајчиното млеко и за да може полека полесно да ги исфрла гасовите. А ако бебето пие плюс адаптирано млеко, значи пие од шише. Тука е поголема
веројатноста дека бебето го утаи воздух, бидејќи на шишето никогаш не можеме убав вакуум да направиме. Ако бебето дои со силиконска брадавица, исто така имаме една причина за поголем внес голтање на воздух при доење. Меѓутоа, кога доените бебиња имаат грчеви, јас, еве, сега од другава страна од моја работа во ординација по педиатрија, секогаш им даваме прво совет на мајките алтернативна медицина. Алтернатива што е? Масажа на стомачето, контакт од кожа на кожа. Затоа што они во првиот момент кога ќе видат дека бебето има грчеви, одма посегнуваат едни врсти на капки, друга врста на капки, ваков чај, таков сируп и се останато. Меѓутоа, прво, контакт од кожа на кожа, топло на стомачето, масажа на стомачето може да ги олесни коликите, па да биде малце посмирено бебето. Како контакт кожа на кожа, да се расоблече бебето и да се постави на... Мајката да се расоблече, бебето да се расоблече и да се постават контакт кожа на кожа. Може и таткото, никогаш татковците повеќе успеваат да ги смират, бидејќи зрачат со топлина и кога ќе го стават, че бебето си добива малку топличко, убаво му и се смирува. Ако има потреба од вклучување на некакви капки, тоа е секогаш во консултација со педијатар, бидејќи педијатарот одбира која прва линија на капки ќе ја вклучи кај бебето. Ајде да слушнеме уште еден гледач, уште едно прашање во продолжение на денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден и повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сум една баба Така. на едно внуче. Имам само пофални зборови за Јасна. Оти е стварно врв. Да, комплетно е посветена на тоа што го работи. Посветена, да, и мојот внук сега има 3 години и 2 месеци. Во населба Лисиче живее. Веројатно се сеќава и стварно е врв за стручноста незина. Така, ви благодарам многу што се вклучивте во програма и што го споделивте, меѓу другото и вашето искуство, бидејќи на некои мајки на вистина им е неопходна поддршка и помош во првите денови, па и недели после поредувањето за да се воспостави лактацијата. Така. Сега, што значи она препорака и совет да се дои според часовник, на 2 часа, на 3 часа? Дали така мајката ќе успее да воспостави добра лактација? Во првите добра денови, доеничка во првите денови, кариера. во првите 6 недели се дои на барање на бебето. Никогаш не го гледаме саатот. Не може да имаме универзални совети за сите доенечки парови, бидејќи се они сите различни. Сите мајки имаат различен капацитет на жлездено ткиво, сите имаат различен степен развој на лактација согласно возраста на бебето. За најдобар развој на лактацијата е најдобро бебето да се дои на барање, не да го гледаме часовникот. Не може да има универзален совет да биде 15 минути на една града, 15 минути на друга града, бидејќи многу често се случува дека мајката уште во првите денови убаво се развија лактацијата. И бебето ќе се надои на првата града 15 до 20 на минути и заспива. Меѓутоа, бидејќи мајката добила совет дека треба да дои 15 на минути на другата града, она почнува да го буди бебето, бебето е сито, си спие и она тука веќе почнува да се нервира, мисли дека бебето ќе остане гладно, бидејќи не е истицало другата дојка и тука имаат многу прашалници и почнуваат да бараат совет, мислење, дали постапуваат правилно ако го остават само на едната града или треба навистина да го будат за другата града. Од тие причини, значи, велиме да го доиме кога сака и колку сака, освен ако бебето не е поспано во првите денови заради жолтица, па тука веќе мора малце поагресивни мерки за будење да имаме, затоа што тие бебиња мораат да јадат и солиден подој да имаат и мораат и почесто да се хранат, а се доста поспани, што е најтешкото за да ги разбудиш. Затоа не можеме да кажеме треба да го храниме бебето на 2 до 3 часа. Од друга страна, мајчиното млеко е лесно варливо, се вари за 25 минути. Тоа бебенце, чие што желудниче, еве да речеме, во првите 2 недели оди од цреша големина, колку орев, па колку кајсија и јајце, тоа мајчино млеко кое што го истицува за време на еден оброк, се вари многу брзо. И тоа бебе пак огладнува и пак бара рацица и мајката пак ќе го надои, тоа за некои 40 минути, саат и пол, пак бара да јаде. Тоа е всушност нормалниот физиолошки развој на целиот тој процес. Едно што бебето се храни толку колку што сака, односно колку што му собира желудничето, од друга страна неговото често цицање па нас ни помага за да ја стимулираме
лактацијата. Сега, најисцрпувачки е за мајките, затоа што они имаат малку поинаква представа за реалноста кога ќе си дојдат дома за бебе, со бебето, меѓутоа кога ќе знаат дека тоа е еден нормален тек и развој на настаните, кога нели ќе увидиме дека напредува, имаме солиден број на мокри пелени, солидна боја на изметот, тогаш веќе се смируваат и викаат ако треба да биде така, нека биде така, важно нели ќе дојдеме до момент кога тоа бебе ќе цица 5-10 минути, за многу краток период повеќе ќе се најадува и тоа млекце ќе го држи сит подолг временски период. Како да бидат сигурни мајките дека бебето е сито? Оно што можат да го следат во првите денови, покрај нели контролите кои што ги имаат и покрај мерењето на тежина на рутинските прегледи, значи бројот на мокрите пелени ни е многу јасен показател дали бебето доволно јаде. Ние треба да имаме 5 до 6 мокри пелени во 24 часа и златно-жолта боја на изметот. Дали ќе биде еднаш пеленката со измет или ќе биде 10 пати во денот, тоа е нормално и еднаш и 10 пати, меѓутоа бојата да биде златно-жолта. Количински не може да очекуваат многу, бидејќи од мајчиното млеко бебето си користи се, затоа што по состав млекото е направено такво за да може на бебето да му ги задоволи потребите и бебето да искористи се, а го исфрла само вишокот, а тоа е водата. И затоа столиците кај бебињата на мајчино млеко се потечни, за разлика од столиците на бебињата кои што се на адаптирано млеко, каде што се и по количина поголеми и се по конзистенција малце погусти. Може ли мајката да има изобилство од млеко? Да. Во дојките, а бебето да остане гладно? Например, затоа што има лош фат. Може. Може да има. Јас стално велам и многу млеко и малку млеко е проблем. Затоа што хиперлактацијата или многу јак рефлекс на исфрлање на мајчиното млеко од градата може да биде причина да бебето поплитко ја фаќа градата, почнува да се задавува, му смета тој голем глас и веќе почнува да ја одбива градата. Во таквите ситуации, нели, постојат совети како да се постави мајката, во која положба да го дои бебето и што треба да правиме за да едноставно или ја намалиме продукцијата, или ако е во првите 6 недели, има и такви мајки, да ни ги обесхрабруваме дојлкиве сега дека нема тешко оди кај сите процесот, има мајки кои што и во првите 2 до 3 недели се соочуваат со зголемена продукција на мајчино млеко и каде што бебињата почнуваат да се задавуваат. Ќе се засркнат, ќе се засркнуваат, да. И едноставно одбива да цица и тука мајката сега е во прашалници. Имам доволно млеко, дури и повеќе од тоа што треба, а бебево едноставно не сака да дои. Во таквите ситуации јас секогаш прво им викам да ја коригираме положбата, да коригираме што можеме за да ја доиме со оваа количина на млеко, па да почекаме да ни поминат првите 6 недели, па после ако навистина ни смета таа голема продукција на млеко, ќе ја намалуваме со сосема друг план и менаџмент за подој. За прекумерна количина на млеко во дојките во некоја друга емисија, а денеска ќе проговориме меѓу другото и за правилниот начин на доење. Па како треба бебето да се држи за тоа да цица како што треба? Како треба да ја фати дојката? Во која положба е најдобро да биде поставено? Прво едно основно правило, без разлика која позиција за доење мајките ќе ја одберат. Дали ќе биде лулка, дали ќе биде вкрстена лулка, дали ќе биде фудбалска положба, дали ќе биде легната или онаа биолошката положба, секогаш бебето треба да биде завртено накај мајката. Иако се во легната позиција, они секогаш треба да се еден накај друг. Значи, ушето, рамото и колчето да му бидат во рамна линија, главата, грбот и задничето да му бидат во рамна линија. Не да лежи бебето вака на перницата за доење, а главата да биде свртена накај градата. Значи, затоа што тука ние вака не можеме да јадеме и да жвакаме со глава свртена на страна. Значи секогаш треба да биде целосно свртена. Дали ќе го држи вака, па со оваа рака ќе си ја прифаќа дојката, фат, С положба или У положба, согласно позицијата, или ќе го фати за главчето со другата рака ќе ја држи дојката, што е клучно. Клучно е дека бебето треба да ја опфати целата дојка. Пупката и дел од ареолата. Со тоа што треба да запомнат дека никогаш дојката не се става во устата централно со брадавицата. Секогаш се мести асиметрично пред да влезе во устата на бебето. Бидејќи ако ја ставаме централно, бебето со долната усна ќе го фати долниот дел од градата и кога ќе ја намести горната усна, веќе брадавицата не ни е централно поставена. Само да видиме да наместиме камерата, бидејќи не се гледа добро. Кон која камера? Кон
Кон тројката? Кон четворката. Ајде кон Добро. четворката, за да се види точно како треба всушност да биде фатот. Значи кон оваа камера е јасна. Значи, никогаш не ја местиме централно, секогаш ја местиме асиметрично. Брадавицата треба да биде во правецот на носето на бебето. Кога ќе ја наместиме градата, долната усна ја фаќаме и автоматски бебето кога ќе се позиционира со горната усна, веќе брадавицата е централно поставена во усната. Ако ние сакаме вака да ја наместиме, тогаш они со долната усна ќе ја потфатат градата, горната ќе си ја наместат и веќе брадавицата ни е изместена и тука веќе настанува проблем. Нема адекватен трансфер на млеко, се разрануваат брадавиците и почнува болките при доење заради самите рани на брадавици. Така, значи тоа е многу важно да се знае. Да, правилното поставување на града ни е еден клучен фактор и за да не се разранат брадавиците, а и за да имаме ефективен трансфер на млеко. Значи, ако ја држиме градата а со раката во форма на буквата С, тогаш секогаш им велам само со палецот да ја закосат нагоре. И овој дел што треба да влезе во усната на бебето, секогаш треба да е празен. Многу често се случува они тука ги ставаат прстите за да го наместат бебето да фати. Меѓутоа тука ако ги ставиме прстите, ние местото каде што треба бебето да се закачи за да го направи вакуумот, му сметаме и оно ќе се постави плитко, помалку млеко, трансфер на млеко прави и ги разранува брадавиците. Бидејќи ако вака се намести како пиленце до устичката, тогаш само му капе млекото, добиено од стимулација на градата. Значи, колку испушти рефлексот на изфрлање на млеко, толку. А ако се намести длабоко, тогаш добива млеко од каналите. Тогаш го добиваме оној поубав млас на млеко и тогаш ни е и поефективен трансферот на млекото и нормално стимулацијата е сосема друга, бидејќи бараме многу поголема количина на млеко. Градата ни работи на принцип побарувачка понуда. Колку ќе побараме, толку ќе направи. Повеќе бараме, повеќе прави. Често бараме, често стимулираме, побрзо се развива целиот процес. Значи, што почесто надојка бебето, за повеќе мајчино млеко, тоа е всушност рецептот за нормална лактација. А што е со пиењето на течности, на чаеви кои што стимулираат лактација, боза? Важно е да се хидрира мајката. Во просек треба на ден да ја внесува 3 литри течности, во летниот период и до 4 литри течности. Кај некои мајки, уште од првите денови, почнуваме да вклучуваме и некои од суплементиве за лактација, тоа се чаевите за лактација, кои што се од состојки кои што стимулираат, едноставно поттикнуваат развој на целиот тој процес. Но јас стално им велам, ние можеме да ги пиеме сите можни суплементи, ама нас не е најважно бебето да цица. Значи тоа ни е само како поддршка. Процентуално гледам дека доста им помага како поддршка во тој прв период, некогаш и многу подолг временски период тие суплементи ги земаат, некогаш и за многу брзо време нема да ни требаат тие суплементи. Бозата има пивски квасец. Пивскиот квасец се смета дека е галактогол кој што поттикнува развој на лактација. И затоа тоа е останато уште од нашите баби и мајки и сега они истото го пренесуваат и на нивните ќерки. Знај дека од бозата ќе надојде повеќе млеко. И се има некои кои што им вика, па добро, си пијам по 1 до 2 чаши, има некои мајки кои што викаат, не можам да пијам, морам ли да пијам? Значи, тоа не е клучен фактор за развој на лактација. Клучно е бебето да цица, мајката да има една добро избалансирана храна, доволен внес на течности, сосема доволно за да го развиеме целиот тој процес. Значи, клучно е бебето што почесто да цица. Да. Тоа е најтешко за мајките. Тоа е најтешко. Воопшто не е лесно, особено во првите денови. Да. Си бара многу упорно старпение и навистина бара поддршка. И кај некои што не се подготвени дека всушност тоа значи мајчинството во првите денови, а тоа е со повеќето жени. Тоа не го очекуваат, имаат некоја романтизирана слика што значи новороденче во домот. Затоа и се потребни тие работилници за психофизичка подготовка на трудницата и идната мајка. Сега се случува дојките да бидат тврди, полни со млеко и преку ноќ умекнуваат. Дали тоа значи дека млекото секнало? Не. Кога веќе ќе се развие целиот тој процес. Тука жените обично внесуваат адаптирано млеко, велат го изгубив млекото преку ноќ. Нема млеко, да. Во првите денови кога се развива целиот тој процес, во првите 40 дена, затоа се и тие 40 дена, првите 6 недели, вика не се оди на гости кај доилка, бидејќи жената цел ден
е со градите надвор заради честото доење на бебето. Ние стално така се смееме, ајде викаме вон тоа дека сега го штитиме бебето нели од разни болести, сепак на доилката е потребен мир за да може нели да успее И приватност. И приватност секако. Така да не е кога ќе се развие целиот тој процес, кога сите тие каналчиња веќе доволно ќе се прошират, кога ќе се прилагодат на количината на млеко која што ја произведуваат, треба да ја произведат, веќе они си доаѓаат во една нормална големина и они затоа почнуваат да ги осеќаат градите дека се меки. Многу често знаат така пак да ме викнат за консултација и викам зошто ме викна, па викам ја мекнаа градите, изгледа веќе снемувам млеко. Кога ќе се провериме еднаш, па уште еднаш за неколку дена, гледаат дека меките гради не значат дека нема млеко, туку дека едноставно самата града веќе си се враќа во нормала, како што нема да биде иста како што им била пред бременоста, има доста доилки кои што навистина се многу пораснати градите во текот на бременоста и после тоа, меѓутоа значително се смалува. Првенствено затоа што се намалува и самиот оток, веќе и каналчињата си се повлекуваат, нормален си е протокот на млеко, нема никакво згорчување, никакво затнување и они затоа бидејќи многу често имаме предизвици во тие први 40 дени, кога одеднаш веќе спласна, они мислат дека немаат млеко. А едноставно тоа е нормален развој на целиот тој процес, веќе да станат меки. Колку е важна самодовербата на жената, на мајката, за да успее во процесот на доење? Па многу е важна. Бидејќи треба да имаат самодоверба, дека мајка која што си го носи своето бебе 9 месеци во утробата, може да развие лактација и може да си го прехрани своето бебе. Јас секогаш како пример им давам, во Канада има клиника за доење, каде што има протокол како да се стимулира лактација кај мајка која што посвојува бебенце. Значи, ако успеваат тие мајки кои што посвојуваат бебе да и стимулираат еден таков процес, тогаш зашто не би можеле ние кои што 9 месеци го носиме во утробата. Така да и тоа така малце им дава мотив дека ќе успеат во процесот. Ама пак ја кажам, клучно е да имаат стручна помош и поддршка во целиот тој процес, затоа што се во еден период кога се е во еден ролер костер од емоции заради хормоните, влијание на блиските членови на фамилијата, партнерот, и тука едноставно не знаат дали самодовербата ги води кон прав пат, дека да, они се упорни, имам, ке имам, ама еве она преска што го зборувавме, ако дојде некој, ако рече бебето плаче, гладно ти е, или кога ќе дојде некој од блискиве членови на семејството и кога ќе им рече тебе да не ти е доволно јако млекото, и тука они веќе се рушат. Па што треба јас сега да направам, зошто јас не сум доволно добра за да си го прехранам детето. Значи, затоа е важно да имаат самодоверба, дека можат да успеат во целиот тој процес. Нема слабо мајчино млеко, да заклучиме. Таква поделба не постои. Слабо и јако млеко поделба таква не постои. Или има доволно, или нема доволно. А веќе појаснивте како може да има доволно. А како партнерот, сопругот, да помогне во процесот на доењето? Со психолошка поддршка и многу љубов и внимание. Јас секогаш викам, партнерите ни се логистика. Нели нормално, секогаш они во тие први денови ги завршуваат сите други обврски низ домот и се она што треба административно околу новороденчето да се заврши, меѓутоа е многу важна поддршката од партнерот, за да може самата доилка да го помине цел овој процес доколку се соочува со предизвици. Има партнери кои што многу помагаат, многу ги поддржуваат. Дури јас имам и многу татковци кои што ми се јавуваат за консултации. Мојата сопруга се породи, јас го добив бројот ваш од колегата, дали ќе може и ние да се консултираме, што ми е особено драго, бидејќи во последно време се поголем бројот на татковците кои што сакаат да помогнат во целиот тој процес. И затоа треба едноставно, кога има такви едукации или работилници, да посетуваат заедно со татковците. Бидејќи кога таткото ќе знае како оди развојот на цел тој процес, кој друг и да дојде од надвор и да рече да не ви е гладно бебево, да не нема мајкава доволно млеко, они тука ќе бидат прва линија да едноставно тие реченици не допрат до доилката, бидејќи навистина емотивно многу ги погодува. Емотивно ги погодува и жените кои што не успеале да ја воспостават лактацијата, не успеале ексклузивно да дојат и покрај сите напори. Тоа понекогаш е огромен притисок за нив, дури имат проблеми да гледаат вакви емисии. Да. Меѓутоа јас секогаш викам вака.
Прво треба да се почитува желбата на мајката дали сака да дои или не. Причината си ја знае самата. Нас не треба воопшто да ни ја кажува. Едноставно има мајки кои што велат јас не сакам да дојам и уште во текот на бременоста се сигурни дека не сакаат да дојат. И тука треба нели тоа да го кажат уште веднаш во родилиште за да можат да добијат соодветна терапија воопшто да не ни почне развојот на лактација, иако тој процес почнува уште во текот на бременоста, меѓутоа ослободувањето на млекото и самата нели зголемена продукција да сопре тука во тие први денови. А зошто не успеале во доењето не треба да имаат вина, бидејќи можеби имале некој предизвик кој што можеле да го надминат, меѓутоа едноставно немале некој кој што можело да ги води низ целиот тој процес. Така да не треба воопшто да чувствуваат вина, бидејќи мојата пракса што кажува. Еве јас имам многу дојлки кои што со второ дете ме бараат за консултација. Кога со првото дете не успеале во доењето. И кога хронолошки ќе се вратиме на назад што се случувало, едноставно многу често се случувало да немаат соодветна помош и поддршка, да многу рано воведуваат големи количини на адаптирано млеко и воопшто не доаѓаат ни до развој на целиот тој процес. Значи, прво тие што не сакаат да дојат не смееме да ги осудуваме, си имаат сигурно причина. Од друга страна имаме мајки кои што со првото дете доеле и уживале, со второто дете ми вика јас не ми е убаво, не се осеќам убаво. Значи едноставно пробувам, меѓутоа има нешто кое што не ми е убав тој чин. Со првото дете сум уживала, значи она може споредба да си направи. Значи сепак има нешто во треба и менталното здравје на мајката да го сочуваме, да се најде и причината. Дали ќе побарам на стручна помош соодветна, нели, за тој дел или едноставно ќе го прекине доењето, тоа си е нејзината одлука, не смееме никога да обвинувам. Така е. Тоа е личен избор. Точно. А кога станува збор за вашите консултации, како изгледаат? Одите во домот со мајката директно? Онлайн е консултацијата, како изгледа сето тоа? Јас имам советувалиште за доење, бебелогија во населбата Аеродром, каде што доаѓаат мајки од други градови. Бидејќи јас во поблискиве градови можам да одвојам време и да отидам, меѓутоа оние што се подалеку Охрид, Гевгелија, не можам, бидејќи работам и часови имам и тука имам мајки за консултација, не стасувам да отпатувам и до нив, иначе да имам слободно време би отишла, нема никаков проблем за тоа. На тие дојлки што се од Скопје, најчесто консултациите ги обавуваме во нивниот дом, бидејќи им е попријатно и првите денови се уште се опоравуваат и одраѓањето им е многу попријатно и многу е подобро во домашни услови да нели целата таа приказна ја видиме. Кај оние што се надвор од нашава држава, а имаат потреба од помош или од другиве градови, имаме и онлайн консултации. Јас прво бев скептик, сакам секогаш физички да се видиме, запознаеме, меѓутоа во многу ситуации ни помогнали онлайн консултациите, па кога имам време и наоѓам време, гледам да и на тие мајки им помогнам. Меѓутоа во поголем процент се во нивните домови. Треба да се следи и да се види една доенечка сесија, да се разгледа нели од моментот на породувањето, што се случувало во бременоста, каква бременост имала мајката, дали пие некоја хронична терапија, значи да се земат во предвид сите нели фактори кои што би можеле да влијаат на развојот на целиот тој процес. Да се охрабрат мајките дека кај некој подоцна се развива лактацијата заради одредени причини, меѓутоа дека сепак ќе успееме ако нели сме упорни и истрајни и го водиме целиот тој процес така како што треба. И нели правиме еден план како ќе се одвиваат работите понатаму. Ако е се во ред, телефонски секогаш се слушаме или си пишуваме. Ако е се во ред и ако си течат работите како што треба, ако нели не се сигурни или им треба уште еднаш, па имаме повторна средба и најчесто завршуваме со 2 до 3 средби, некогаш и со една средба, меѓутоа некогаш е потребно и повеќе. Така, многу се важни поддршките во тие клучни денови после доаѓањето со бебето во домот. Јасно ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам и на вас за поканата што во континуитет темава доење ти убаво ја обработуваш. Само да ти кажам, мајките секогаш ми викаат, ние ноќе доиме со тебе и со твоите емисии на 0+. Баш ми е драго, баш ми е драго што може да помогнат за да имат успешна доенечка приказна. Ова емисија на времето произлезе од моите предизвици како мајка. Јас се соочив со низа предизвици кои што беа поврзани со доењето и сватив колку е важно всушност да се има едукација и правилни информации за целиот овој процес да помине што побезболно и мајката и бебето потоа да бидат среќни. Мојот совет е да се едуцираат уште во текот на бременоста и ако сакаат да дојат,
а сепак се соочуваат со некаков предизвик да си побараат помош од стручно лице. Јас благодарам уште едно за гостувањето, Ким се заблагодарам и на гледачите што беа денеска повторно заедно со нас. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.